Уште еднаш добар ден на сите, почитувани представници на медиумите. Како одговорна политичка партија ги исполнуваме ветувањата што ги дадовме пред граѓаните. Хаосот од 11 години дивење на ВМРО ДПМН во инфраструктурата конечно го запревме. Ветивме интензивно работиме на унапредување на целокупната инфраструктура. Ветивме и силно вложуваме во изградбата на нови патишта, како и рехабилитација на старите кои што со децении беа заборавени. Ветивме изградба на железници и тоа го реализираме. Ја гасифицираме цела држава, градиме нови водоводи и канализација. Во овој момент, владата предводена од СДСМ ги реализира историски најголемите инвестиции во инфраструктурата. Се гради насекаде, како никогаш досега. Во таа насока досега изградивме и рехабилитиравме преку 500 километри патишта, инвестиции со вкупна вредност од 540 милиони евра. Го завршивме автопатот Миладиновци Штип, кој како голем товар го наследивме од ВМРО ДПМН заради бројните грешки и недостатоци во изградбата. Но бевме решени. Автопат мораше да се заврши со сите безбедносни аспекти за сообраќај. Впрочем, граѓаните имаат право да знаат каде се трошат нивните пари. Ги решивме и сите недоследности и пропусти кои што беа наследени од времето на ВМРО ДПМН и пуштемеше во сообраќај автопатот Емир Капија Смоквица. Додека ВМРО ДПМН на граѓаните ги трошеше на барок и споменици, ние вложувавме во вистински развој на инфраструктурата. Рехабилитиравме и реконструиравме преку 80 магистрални и регионални патишта со вкупна инвестиција од 400 милиони евра. Саниравме и реконструиравме мостови на државни патишта, поставивме нова сообраќајна сигнализација на најголем дел од патната мрежа во земјава. Ги модернизиравме наплатните станици на коридор 10, поведовме електронска наплата на патарините, а го изградивме и на модерниот центар за контрола и мониторинг на патиштата. Почитувани, инвестициите во патиштата не запираат. Владата предводена од СДСМ во овој момент инвестира преку 850 милиони евра во проекти во патната инфраструктура. Во тек е изградбата на автопатот Кичиево Охрид, за кој морам да истакнам дека се направија сите максимални напори за да може тој пат да се доизгради. Добро знаете дека ВМРО ДПМН направи пустош од овој автопат. Започнавме со изградба на 4 експресни патишта со вредност од преку 170 километри и тоа: Градско Дреново, Штип Радовиш, Штип Кочани, Ранковце Крива Паланка. Исто така, владата предводена од СДСМ интензивно работи на проектирање за изградба на експресен пат од Битола до Меджитлија, од Струмица до Гевгелија, како и проширување на патот од Прилеп до Битола. Започната е постапка за изградба на автопат од Скопје до Блаце, како и од Гостивар до Кичево, инвестиции кои ќе надминат неколку стотини милиони евра. Интензивно се работи на преку 350 км или околу 40 регионални патишта во изградба, рехабилитација и реконструкција, како и десетина мостови и слечишта. Би спомнал само некои од нив. Рехабилитација на регионалниот пат Тетово Попова Шапка. Рехабилитација на магистралниот пат Струмица Новосел, Кавадарци Росомо, Штип Радовиш, Непроштено Пршовци, Куманово Свети Николе и до Никоштек, Проби Штип Крупиште, обиколницата на Кочани, Фурка Богданци Гевгелија, Макази Ресен и уште многу други. Дополнително во периодот што следува, владата предводена од СДСМ започнува со реконструкција и рехабилитација на 450 км магистрални и регионални патишта. Средствата за санација на овие патишта се веќе обезбедени од буџетот на владата и од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Исто така, интензивно се работи на подобрување на патиштата и улиците во општините. Во завршна фаза е обезбедување на 70 милиони евра преку Светска банка, кои што се наменети за изградба и рехабилитација на локални патишта. Овие пари можеме да ги најавиме дека ќе може да се користат веќе од следната година. Почитувани, програмската определба на СДСМ има за цел да го подобри животот на сите граѓани, да се обезбедат услови за брз и олеснет транспорт, регионално поврзување со соседите и подобрување на економската моќ на државата. Во таа насока ги интензивираме работите за изградба на железницата кон Бугарија. Ја завршивме изградбата на пругата од Битола до Кременица. Посветено работиме на подобрување на условите за живот во населените места преку изградба на водоводи и канализација. Граѓаните заслужуваат достоинствен живот. Интензивно се гради и гасоводната мрежа, со што значително ќе се намалат трошоците за енергија на компаниите и домаќинствата. Се грижиме за граѓаните, посебно за најранливите категории. Во изминатиот период обезбедени се кров за 164 социјални загрозени семејства, а со изградба на социјални згради во Неготино и Пробиштип, кои се во тек, ќе се реши стамбеното прашање на уште 110 семејства.
Ова се само дел од досега спроведените мерки што го напредуваат и подобруваат секојдневниот живот на граѓаните во државата. Изградбата на нови патишта, модернизација на патната мрежа и зголемување на безбедноста во сообраќајот се верувам приоритет за СДСМ и владата која што СДСМ ја предводи.